Регионални вести на КИС телевизија. Денот на победата над фашизмот 9 мај денес беше одбележан во Тетово. Општинската организација на Сојузот на борци од Тетово пред споменикот на револуцијата одржа пригодна манифестација. Со интонирање на химната на Република Македонија, едноминутен молк за загинатите борци, положување цвеќе и пригоден реферат беше одбележан денот на победата над фашизмот 9 мај во Тетово. Цвеќе на паднатите борци од Народно-ослободителната борба пред споменикот на револуцијата положија делегација од општина Тетово, општинската организација на Сојузот на борци од Тетово, делегација од Арама предводена од командантот на Тетовската касарна подполковник Игор Спасеновски, Организацијата на резервни офицери од Тетово, Организацијата на воените инвалиди, Општинската организација на СДСМ од Тетово, Сдружение на пензионери и инвалиди на трудот Тетово и ученици од основното училиште Андреа Савески Чичиш од Тетово. Во таа судбоносна светска војна 1941-45 година македонскиот народ ја одбра вистинската страна, големата светска антифашистичка коалиција, се вклучи во заедничката борба на другите поробени народи на Југославија и Балканот. Го внесе во неа својот вековен копнеж со 100.000 војска. Ја избори својата прва слободна држава, темелена во самостојна и суверена Република Македонија. Остварувајќи го својот доследен долг кон антифашистичката коалиција и судбински заинтересирана да ја зачува својата скапо изборена држава, како равноправен државен субјект на Југословенската федерација, Македонската народна војска зеде значајно учество во завршните битки до конечно истерување на фашистите. На олтарот на слободата се положени над 24.000 животи на најхрабрите синови и ќерки на народот на Македонија. Како круна на антифашистичката борба на македонскиот народ и неговата понатамошна судбина беа донесени одлуки од првото заседание на АСНОМ во манастирот Свети Прохор Пчински од 2 август 1944 година, со која практично беа потврдени одлуките од второто заседание на АВНОј од 29 ноември 1943 година во Јајце. Денешниот датум, 9 мај, овој голем ден на победата, ден кога беше поразено најголемото зло на човештвото, фашизмот, ден кој по многу нешта не опоменува и обрзува нас и нашите идни генерации, никогаш да не се повтори најмрачната страница од историјата на човештвото. На денешен ден 1945 година Германија ја подпиша својата капитулација во Втората светска војна, во која животите ги изгубија над 50 милиони луѓе. Денот на победата над фашизмот 9 мај во Гостивар беше одбележан со свечен собир и положување на цвеќе на споменикот на паднатите борци од НОБ. Со свечен собир во присуство на граѓани, ученици, представници на политички партии и здруженија во Гостивар беше одбележан 9 мај, денот на победата над фашизмот. Настанот кој се одржа во летниот амфитеатар покрај Вардар традиционално го организираше Општинскиот одбор на Сојузот на борци Гостивар. На чествувањето беше прочитан пригоден реферат. Македонскиот народ и припадниците на сите националности слободата ја платија со 24.000 животи. Преку Народно-освободителната војна и учеството на страната на антифашистичката коалиција, Македонија успеа да извојува слобода и да формира своја држава по 1000 години после самојовата. Резултатот на првиот Илинден, 1903 година, Крушевската република, раѓањето на македонската држава на 2 август 1944 година, уште тогаш признаена од странските мисии, е основата на третиот Илинден, 8 септември, и прогласувањето на Република Македонија за самостојна, суверена и независна. Денес, собрани на ова колективно паметење, ја изразуваме нашата длабока и достојна почит и благодарност на сите учесници, борци и жртви на Народно-освободителната антифашистичка војна на Македонија. Одбележувањето на 9 мај се заокружи со положување цвеќе пред споменикот на паднатите борци во градскиот парк.
Со едноминутно молчење беше оддадена почит на оние кои го положиле животот за слободна Македонија. На 9 мај 45 година Германија ја потпишува својата капитулација во Втората светска војна, во која животот го загубиле милиони луѓе. Војната е официјално завршена неколку месеци подоцна со капитулацијата на Јапонија, но во Европа денешниот датум 9 мај се одбележува како ден на победата над фашизмот. 9 мај, денот на Европа, денес со културно-уметничка манифестација се одбележа во Тетово. Тетово денес го одбележа 9 мај, денот на Европа. За таа цел општина Тетово организираше културно-уметничка манифестација пред Центарот за култура Илјантески смок. Пред присутните ученици од училиштата во градот рецитираа песни, играа традиционални ора, но и упатија порака за обединување. Како и секогаш и секоја година, нормално 9 мај ние го чествуваме редовно во соработка со сите училишта и други организации. Нормално е еден посебен ден, денот што за нас значи многу, денот на заедничка Европа, што мислам дека како дух ни е потребен на сите. Од оваа програма можевме да видиме колку фактички можеме заедно и така да на сите им честитам овој ден и нормално барам сите европски да работиме за да станеме што побрзо дел од заедничка Европа. Во рамки на прославата на Денот на Европа, дел од учесниците се возеа со велосипед низ градските улици. Основните училишта од Тетово пак, преку своји штандови ја пренесуваа културата, традицијата и различните вкусови на националната кујна на неколку земји членки на Европската Унија. По повод националниот ден на Европската Унија и победа над фашизмот, сите основни училишта од градот Тетово денеска има тука манифестација со која што сите училишта се представија со по некоја држава од Европската Унија. Нашето училиште, основното училиште Гоце Делчев, се представи со презентации од Холандија и неколку песни, изработки и некои вкусни колачи. Овие изработки ги изработуваа учениците од нашето школа со помош на нашите родители и сите бевме многу задоволни, бидејќи тука сите пројдовме многу добро и сите бевме задоволни од тоа што сме го изработиле. Европа денеска го одбележува својот ден 9 мај, европски символ, што заедно со заедничката валута еврото, знамето и химната го представуваат политичкиот идентитет на Европската Унија. На овој ден во 1950 година Роберт Шуман го презентираше предлогот за создавање на обединета Европа како опција за одржување на мирот со војните на разурнатиот и поделен континент. Предлогот, попознат како Шуманова декларација, се смета за почеток на формирање на она што денеска го знаеме како Европска Унија. Се до нејзиното кристализирање во политички концепт и достанувањето долгорочна цел, европската идеја беше привилегија само на филозофите и визионерите. Идејата за создавање соединети европски држави беше дел од хуманистичко-пацифистичкиот сон, што беше поматен од конфликтите што донесоа толку неволји и разрушување на европскиот континент во првата половина на минатиот век. Традиционално во присуство на представници од амбасадите од Вишеградската група, во Гостивар денес се прослави Денот на Европа, најпрво со прием во општината, а потоа и со свечена манифестација. Со повеќе активности во друштво на високи представници на амбасадите на земјите од Вишеградската група, во Гостивар беше одбележан Денот на Европа 9 мај. Дипломатите најпрво беа во посета на општината, каде имаа прием кај гостиварскиот градоначалник. Потоа беа дел од манифестацијата по повод Европскиот празник, што се организираше во основното училиште Мустафа Кемал Ататурк. Амбасадорот на Унгарија Ласло Иштван Дукс во своето обраќање потсети на историјатот на Европската Унија и порача дека предизвиците со кои се соочува Унијата може да се надминат само со заеднички сили.
We have every reason to be proud of the 60 Имаме многу причини поради кои се гордееме на европската интеграција, која овозможи долгорочен мир и просперитет на континентот. Проширувањето на 28 земји членки донесе проширување на соработката во сите аспекти на нашето живење. Така сега голем број ученици и студенти можат да патуваат и да се школуваат слободно надвор од своите земји. Но мора да се каже дека нема заедништво без многу труд, напорна работа, вложување секој ден. Нема напредок кој доаѓа сам по себе. Ние сме тие кои треба да го постигнеме. Пред Унијата се многу предизвици, како економската конкуренција од Азија, масовната миграција, Брекзит, политички нестабилности. Сето тоа се предизвици со кои заедно ќе се соочиме. Градоначалникот потенцираше дека гостивар се приклучува во празнувањето на 9 мај со желба што поскоро и Македонија да стане дел од европското семејство. На овој ден се обединети сите нации во насока на развој на демократијата, економијата и развој на општеството во целина. 9 мај на Европа и ги донесе најголемите вредности на човековото општество. Донесе демократија, слобода, права, еднаквост. Затоа наскоро и нашата држава ќе се приклучи кон Европската Унија и кон НАТО и ние ќе ги користиме сите бенефиции кои ги имаат земјите членки. Свеченоста по повод Денот на Европа беше збогатена со културно-уметничка програма во која учествуваа ученици од повеќе основни училишта во градот. Активностите и дебатите за еколошките теми имаат големо влијание кај надлежните институции во преземањето на соодветни чекори во заштитата на животната средина. Беше истакнато на денешната панел дискусија "Жените во заштитата на животната средина". Денешниот настан кој се одржа во Универзитетот на Југоисточна Европа беше организиран по повод Денот на Европа. Па во нашиот регион има повеќе проблеми кои што се поврзуваат со животната средина, така што има и повеќе организации кои што работат на таа тема. Во Тетовскиот регион најгласни во оваа тема се Сдруженијето Екогерила, каде што исто така има многу силни женски гласови кои што се залагаат за почиста еколошка средина за сите нас. И исто така има уште една друга организација која што е специфична женска, така да кажеме, која што се вика Мајката и детето. Исто така, значи, денес имавме за цел да направиме една дебата која што би имала две конкретни, значи, цели. Првото е тоа што е основно за кампањата на Европската Унија за оваа година, што е зачувувањето на животната средина. Меѓутоа, ние сакавме и да го истакнеме и важната улога на жените во таа насока и затоа денеска поканивме две важни женски личности од двете организации кои што ги посочив за да се обраќаат на академската јавност и на студентите, како и на учениците од средното образование, за да ја подигнат уште повеќе свеста за тоа каква улога може жените да играат во оваа насока. Зошто смятате дека треба да се потенцира жената во заштита на животната средина? Дали можеби тоа повеќе ќе се слушне од надлежните кои што треба да ги... Тоа е дел од таа, значи, заложба, жените да бидат дел од сите важни работи кои што се потенцираат како одредени проблеми особено за таа година. Например, во оваа година се нагласува посебно проблемот со загадувањето и со зачувувањето на животната средина. Не е дека тоа може да има значи родова одлика, меѓутоа ние сме за тоа жените да се занимаваат со сите важни прашања, а не да се посочуваат само некои одредени прашања кои што се така посклони да бидат третирани од страна на организациите кои што може да бидат женски. И затоа сакавме да го потенцираме тој дел од кампањата за да ја истакнеме улогата на жената и во оваа насока.
Точно, како вие како жена гледате животната средина во Титовскиот? Не е само како жена, значи воопшто животната средина остава многу работи, значи недоречени и не регулирани, не реализирани. Мислам дека и во Тетовскиот регион, но и општо во Република Македонија, ние имаме сериозни проблеми со загадувањето, особено во зимскиот период и треба да се најде некое решение од тој аспект. Некои првични чекори се направени, например, токму заради залагањето на ваквите организации, денеска сме во состојба каде што еден од најголемите загадувачи во Тетовскиот регион за одредено време не работи, значи додека да се постават филтрите, што значи дека никој не е против работењето или така нешто, меѓутоа треба тоа да се направи според стандардите, еколошките стандарди, кои што се впрочем уставно загарантирано право и законско право на граѓаните во Република Македонија. И тоа треба да се почитува и од страна на сите луѓе кои што имаат разновидни бизнис активности во регионот. Мислам дека останува уште многу што да се прави, затоа активноста во врска со темите кои што се поврзуваат со загадувањето треба да биде цела година и секоја година, а не само во одредени временски периоди. Мојата порака денеска до сите млади студенти и ученици особено е да се освестат, да учат, да се информираат и да реагираат. Денеска се навршуваат 2 години од вооружената пресметка во Кумановската дива населба која траеше 2 дена, при што животот го загубија 8 полицајци, додека 40 беа повредени. Меѓу загинатите беа Жарко Кузмановски од Брвеница, Сашо Самоиловски од Тетово, Ненад Серафимовски и Горан Илиевски од Гостиварско Зубовце. На православните гробишта во Брвеница се одржа помен парастос по повод 2 години од смртта на Жарко Кузмановски од Брвеница, кој животот го загуби во вооружената пресметка во Кумановската дива населба. На парастосот присуствуваа семејството на Кузмановски, неговите пријатели и представници на Министерството за внатрешни работи. 2 години по крвавиот масакар, пред камера јавно проговори дедото на Кузмановски. 730 дена помине нашиот Жарко Кузмановски, не се врати више дома. Зашто не се врати? Нека кажи јавноста, пошто јавноста трае, владата трае. Кој ќе ga објасни ове работа? Ја како Славко Кировски, дедо на Жарко. Жарко ни замина, што замина. Каде власта да дојде на ова место овдека? Да види каде председателот, каде ми е закопан детето, зетот мој. Каде е, да ти кажам, Мијалков да дојде. Бизнисмен прасо деца наши. И тоа треба да знаеме. Каде е министерката за внатрешни работи? Каде е господинот Чавко дојде, не ми е замина. Тие ги предадоа децата наши. Не ги предаде државата. Зошто се повикани? Бизнисот е упрашање на владата. Поранешната влада, на господинот Груевски, Мијалков, председателот на државата. Тој треба овдека да дојди, а не други да ми испраќа овдека. Зашто се испрати? Заради паре, бе. 3.700.000 долара се платени за оваа акција. Тоа да знаете. А кој го плати, зошто го плати? Па се знае кој е на власт. Ја не сум на власт. Ја сум слободен граѓанин. Се знае кој е на власт. Владата. Тероризам исто не постои. Пред една година го рекој и опет ќе го речам. Тероризам постои во владата наша, претходна влада. А сега ќе видиме оваа влада што ќе. Тероризам нема. Нема никаков тероризам. Само има влада која е тероризам. Таа е влада, да ти кажеме за нас. Паре. На владата им треба паре. Да заташкаат други некои работи и бизнисот да им цвета ним. А што гинат деца, не е проблем тоа, нека гинат. Не са нивни. Ако ќе загинат нивни, тога ќе видиме како ќе се осеќаат тие. Конкретно за каков бизнис, кој платил, Па, платила владата.
Кој ќе плати? Ја не можам да платам, ја паре немам да платам за овие бизниси јаки. Во вооружената пресметка во Кумановската дива населба, која траеше 2 дена, животот го загуби 8 припадници на Министерството за внатрешни работи, додека 40 беа тешко повредени. Во престрелките животот го загубија Љубиша Рангеловиќ, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Жарко Кузмановски, Самедин Османи, Сашо Самойловски, Ненад Серафимовски и Горан Стоменовиќ. Тие минатата година посмртно беа одликувани со медал за храброст, за покажаната исклучителна храброст и само прегор во одбрана на Македонија и низиниот суверенитет. Вооружената престрелка покрај 8 припадници на полициските сили беа убиени 10 припадници на вооружената група. За настаните во дива населба од февруари 2016 година во Скопскиот кривичен суд се води судско рочиште против 29 лица кои се товарат за сторени кривични дела, терористичка организација и тероризам. Сите обвинети за кумановските случувања пред судот се изјаснија дека не се чувствуваат виновни. 32 годишен жител на Слатино заврши во полицијата откако претходно му ја загрозил безбедноста на тетовец, а потоа и го нападнал. Билтенот на случувања бележи пријава за кражба во куќа на иселеник. 43 годишен тетовчанец пријавил дека вчера попладне околу 17 часот и 50 минути со возило во кое се наоѓал и неговиот малолетен син се движел по улица Илинденска и притоа физички бил нападнат од 32 годишенот Слатино. Пријавениот со возило Голф со германски регистарски таблици, движејќи се пред 43 годишникот повеќе пати, го менувал правецот од лево кон десно и според неговото кажување, непосредно му е загрозил безбедноста во сообраќајот. Во еден момент двајцата излегле од возилата, започнала меѓусебна вербална расправија, во која слатенчанецот го навредувал и му се заканувал, пошто физички го нападнал, повеќе пати удирајќи го со тупаници и клоци по главата и телото. Случајни минувачи ги разделиле, а 32 годишникот од Слатино со возилото избегал, додека тетовецот се упатил во Тетовската клиничка болница за да му се укаже лекарска помош, зашто добил повреди на главата и фрактура на 3 прста од раката. Набрзо човекот од Слатино е приведен и задржан во полициската станица Тетово. 62 годишникот Нераште вчера пријавил тешка кражба во куќата на негов роднина во Желино, а кој подолго време се наоѓал на времена работа во Германија. Во периодот помеѓу 3 и 8 овој месец, непознати сторители насилно ја отвориле влезната врата на приземјето, целосно ги преварале сите простори и од дневната и детската соба, одзеле 3 плазма телевизори, пошто незабележани ја напуштале куќата. Имотната корист се проценува на 100.000 денари. Вчера вечер околу 21 часот на автопатот Гостивар Тетово во близина на клучката за камењане, патничко возило Пежо со гостиварски регистарски таблици што го управува 24 годишен гостиварец БМ утрило и смртило куче бездомник кое неконтролирано се движело по коловозот. Нема повредени во возилото, додека вкупната материјална штета се проценува на 50.000 денари. Извршен е увид, а причина за незгодата е необезбеден автопат. Тетовци утре ќе имаат можност да ја погледнат изложбата на фотографии на првиот советник при амбасадата на Франција, Доминик Готје. Изложбата се состои од портрети на луѓе од долината Омо во Етиопија, кои се познати по својата убавина и талент за телесна убавина, обликување на косата и нивниот накид. Почетокот е закажан за во 19 часот во Уметничката галерија во Тетово. Поранешниот премиер од редовите на социјалистите Мануел Валс изутринава потврди дека сака да биде кандидат на движењето Републиката напред на новоизбраниот председател Емануел Макрон, откако претходно повика да се гласа за Макрон уште пред првиот круг на председателските избори. Бењамин Гриво, портпаролот на движењето Републиката напред, појасни дека Мануел Валс не ја има добиено се уште кандидатурата од страна на Националната комисија за именување на движењето, кое планира да представи своји кандидати за пратеници во сите 577 изборни единици. Мануел Валс е тој кој го направи првиот чекор кон Емануел Макрон, зборувајќи на радиото РТЛ. Тој најави дека ќе биде кандидат на председателското мнозинство на парламентарните избори и дека сака да стане дел од движењето Републиката напред, новото име на движењето на Емануел Макрон.
Русија ја одржа годишната парада на победата на Црвениот плоштад во Москва. Државата го одбележува 9 мај и 72 години од победата над нацистичка Германија за време на Втората светска војна. За разлика од парадата во 2015 година, кога беа наполнети 70 години од победата, овогодинешната парада е скромна. Учествува околу 10.000 војници и 114 единици со борбена техника. 72 авиони и хеликоптери требаше да прелетаат на центарот на Москва, но од Министерството за одбрана на Русија соопштија дека авиацијата нема да учествува на парадата поради неповолните временски услови. Министерството додава дека авионите и хеликоптерите се враќаат во своите бази. Повеќе од 110 лица се повредени во последниот ден на антивладини протести во главниот град на Венецуела, Каракас. Во меѓувреме стана јасно дека венецуелските војни судови наредиле притвор за постојано на најмалку 50 цивили, вклучени во смртоносните масовни протести против диктаторскиот режим на председателот Николас Мадуро. Причините за масовните демонстрации низ целата земја се последните одлуки кои ја влошија и без тоа тешката политичка и економска криза во земјата. Меѓу нив се обидот на Врховниот суд да ги одземе законодавните функции на Конгресот, предводен од опозицијата, единствената институција во земјата која не беше под контрола на председателот Николас Мадуро и неговите најблиски. Манекенките во Франција не смеат на писта без лекарска потврда. Со цел да се спречи ширењето и наметнувањето на погрешни идеали меѓу младата популација, како и да се заштити нивното здравје, овој закон значи забрана за ангажирање на анорексични манекенки. За да бидат ангажирани од сега девојките што сакаат да се занимаваат со оваа професија, ќе мораат да обезбедат потврда од доктор дека се во добра здравствена состојба и дека индексот на телесната маса изнесува над 18,5. Денес просечните модели во Франција имаат индекс на телесна маса 16, што е загрижувачка ситуација. Нормални вредности на индексот на телесната маса се од 18,5 до 24,9. Денес имавме променливо облачно и посвежо време со повремени врнежи од дожд. Дуваше умерен северозападен ветер. Утринските температури се движеа од 6 до 9, а дневните од 10 до 16 степени. Утре ќе биде сончево со умерена облачност. Во западните делови променливо облачно. Претпладне со повремен дожд со слаб интензитет. Ќе дува слаб северен ветер. Утринските температури ќе се движат од 5 до 9, а дневните од 10 до 17 степени. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.